Ковачевски понуди, Мицкоски прифати. Лидерите на најголемите политички партии во Македонија следната недела ќе седнат на иста маса, но ако се исполни условот на ВМРО ДПМН е да разговараат за националните интереси. Главни теми на средбата која ја бара Ковачевски ќе бидат, како што рече, уставните измени и односите на земјава со соседите. Откако работните групи за уставни измени го подготвија новиот предлог за преамбулата, опозицијата го повика Димитар Ковачевски да се испечати оставка и заедно со иницијативата за уставните измени да ја поднесе во собранието, ако храброста не ја загубил некаде по пат или не му ја заклучиле некаде во фиока. Ковачевски возврати дека сите лаги на партијата паднале во вода. Сега Сабајле го гледам, излегува, вика Ковачевски па да си даде оставка. Значи, едини кој што кажал дека ќе си даде оставка во оваа држава е председателот на ВМРО ДПМН, кој што кажа дека ако еден пратеник од ВМРО ДПМН гласа, дека ќе си даде оставка. Па потоа кажа да му дадат нотарски заверки, дека нема да гласаат. Потоа кажа дека ќе гласа ако било по хрватскиот модел, за да после тоа каже дека нема да гласа по ниедна цена. Така да прво мора да си ги среди своите ставови. Јас планирам и да го поканам во текот на наредните 10 дена на средба. ВМРО ДПМН прифаќа лидерска средба ако станува збор за националните и државни интереси на Македонија. Од партијата информираа дека Христијан Мицкоски бил подготвен за овие прашања да разговара во било кое време. Доколку постои желба за национално единство и слушање на гласот на мнозинството, прифаќаме лидерска средба на која треба, меѓу другото, да се види што ќе се прави во периодот по неуспехот на тие уставни измени и иднината на граѓаните која треба да се обезбеди. Работните групи на вчерашниот состанок, кој траеше речиси 8 часа, предложија во уставот после бошњачкиот народ да се додадат зборовите бугарски народ, хрватски народ, црногорски народ, словенечки народ, еврејски народ и египќански народ. Опозицијата претходно алармираше дека наводно на состаноците за уставните измени се разговарало за нова верзија на уставот во која Македонија ќе биде бинационална држава. Ова владата го демантираше, иако токму председателката на работната група вчера сама призна дека на состанокот станало збор и за други предлози од учесниците, кои не потенцираше.